Добре дојдовте. Денес имаме навистина фасцинантна тема. Патуваме низ времето за да го откриеме потеклото на некои од најпознатите македонски народни песни. Пред нас се, извадоци од еден текст кој нуди увид во вистинските приказни зад мелодиите што, сите ги потпевуваме. Баш така. Нашата мисија денес е да ги извлечеме тие некако скриени приказни, да ги запознаеме луѓето на станите... Да ги разбереме околностите. Точно. Што ги инспирирало овие стихови? Често ги слушаме, ги сакаме, ама што навистина знаеме за нивното раѓање? Ајде да истражиме заедно. Токва така. Ова не е само листа на песни, знаеш. Ова е едно истражување на начинот на кој животот со сите негови драми, љубови, борби, дури и секојдневни случаи, како сето тоа се преточува во уметност што трае со генерации. Да. Ке видиме како личните судбини стануваат дел од колективното секавање, како се сочувани во ноти и зборови. Добро, ајде да почнеме веднаш со класика. Речи си, неофицијална химна на Охрид, Билјана Платно белеше. Најпознатата. Според изворот што го имаме, Билјана не била само лик од песна. Туку вистинска, исклучително убава девојка од Охрид. Вистинска Билјана. Да. И приказната вели, еден ден, додека го белела платното на познатите билјанини извори, покрај неа поминал караван со винари. Со винари? Да. Водачот на караванот бил толку магепсан од нејзината појава, што морал да запре. Навистина? А нејзината реплика, онаа познатата, кротко терајте караванот, да не ми згазите платното. Легендарната реплика. Токму таа, останала како срцевина на песната. Замислете ја само таа сцена. Навистина, многу живописна слика. А оно што ја прави уште поконкретнан е деталот од изворот, дека винарите биле од Тиквешијата. Од Тиквешијата? Да, поточно од некогашната населба, Белград, близу денешно Кавадарци. Види. Значи, ова не е само абстрактна приказна за убавица и патници. Имаме конкретни места, Охрид и Тиквешијата, кои се поврзуваат. Тоа и дава еден вид, како да кажам, географска и историска котва. Точно. Ја прави приказната многу поопиплива. Сепак, се прашувам колку е веројатно баш тие зборови да биле изговорени. Или тоа е можеби поетска доработка на некој реален настан. Тоа е убавината и предизвикот на устната традиција, нели? Речи си е невозможно да се знае со сигурност, може би рекла нешто слично. Може би тоа е подоцнежна идеализација. Кој знае? Да. Но клучно е што овој момент, реален или разубавен, бил доволно впечатлив за да инспирира песна. Оваа приказна за Билјана не само што и дава потекло на песната, туку илустрира како навидум обични средби и локалната географија, нели, можеле да станат дел од трајното културно наследство. Еден момент покрај изворот станал вечност. Добро, од мирните охридски извори сега патуваме во едни многу по-бурни времења. Одиме кон Демир Хисарско и Илинденското востание со песната «Ја излези Ѓурѓо». Многу позната. Оваа песна е нераскинливо поврзана со војводата Јордан Пиперката и целиот тој илинденски дух. Но, интересно, изворот пред нас нуди две различни преданија за незиниот настанок. Две? Да. Првата верзија, забележана од истражувачот Вангелко Лозановски, не носи во селото Железнец, 1903 година. Замислете ја сцената. Две другарки од двете страни на реката Црна. Во селото влегуваат во станиците комити со пушки, знамиња, гледка. Возбудлива. Едната девојка, обземена од гледката, од гордост и возбуда, и довикува на другарката преку реката. Ја излези Ѓорѓо, ја излези сестро да ги видиш комитите. Баш тие зборови. Тој спонтан извик на восхит, според ова предание, се претворил во песна. Дури се вели дека девојката што викала активно им помагала на востаниците.
Оваа верзија е многу моќна. Ја покажува таа директна врска меѓу народот и востанието, емотивниот набој на тој историски момент. Фасцинантно е како еден таков интимен, спонтан момент на споделена радост и патриотизам меѓу две млади жени може да се претвори во трајна мелодија што ќе ги надживее. Да. Но тука има еден тажен аспект што го спомнува изворот. Да, тоа што името на Ѓурѓа е запаметено, нели? Благодарение на песната. А името на другата? А името на незината другарка, онаа што ја повикала и можеби ја создала првата строфа, е изгубено во времето. Токму тоа. Ова совршено илустрира селективноста на колективната меморија. И на самата песна како медиум. Песната го задржува она што е клучно за наративот, името во повикот, дока другите детали исчезнуваат. Да. Но, чекај, има и втора верзија, така? Да. И таа доаѓа од блиското село Бабино. Според тамошното предание, Ѓурѓа живеела во Бабино, а комитетите се собрале токму пред незината куќа. Пред незината куќа? Да. И во оваа варијанта не ја вика другарка, туку незиниот брат, Аха, братот. кој исто така бил возбуден од глетката и сакал сестра му да ја сподели. Интересно. Во оваа верзија дури се споменува името на братот Јаким Пармакот. Да, Јаким. Но, како името на другарката во првата верзија, името на Јаким исчезнало од подоцнешните, попознати верзии на песната. Чудно како се губат имињата. Па да, што ни кажуваат овие две малку различни приказни? Па, можеби, покажува дека песната на вистина била вкоренета во тој крај и во тоа време. Па различни села можеби развиле своји локални варијанти на приказната за настанакот. Можно е. Или пак, дека со текот на времето деталите се менувале додека песната патувала. Веројатно и двете работи. Народните песни се живи организми, се адаптираат, се менуваат. Понекогаш губат прецизни детали, но ја задржуваат суштината. А суштината овде е јасна. Да, суштината е јасна. Песната е родена од восхитот кон илинденските востаници. Без разлика дали повикот дошол од другарка преку река или од брат пред куќа. Историскиот контекст е она што останува цврсто врзано за неа. Добра, ако предходната приказна беше за револуционерен жар, следнава не враќа кон интимните приказни за љубовта и судбината. Зборуваме за Благуњо дејче пожаранче. Убава песна. Изворот ни открива дека Благуна била вистинска личност. Благуна Ѓолова, родена 1889 во гостиварското село Пожаране, од тамо и до давката Пожаранче. Значи и таа вистинска. Да, семејството подосна се преселило во Тетово. Таму во неа се влюбил еден млад занајчија, Аце Абаџијата. Абаџија? Тој бил толку влюбен, што дури пратил и стројници, посредници за брак, нели, кај незините родители. Ама бил одбиен. Скршен од невозвратената љубов, или можеби како некој вид утеха, или јавен коментар, неговите другари ја испеале песната за убавата Благуна. Другарите ја испеале. Интересно. И тука судбините се испреплетуваат на интересен начин. Изворот вели дека Аце Абаџијата починал млад. Млад. Да, можеби никогаш не ја преболел Благуна. Таа пак се омажила во 1905 за Диме Бошњаковски. И живела долг живот, цели 67 години. Починала во Тетово и таму е закопана. Значи, Аце умрел млад, а таа... Живела долго. Има дури еден интересен детал на надгробната плоча пишувало Благуња, со њ. Благуња. Да, а не Благуна како што често се пее. Ситница, Ама важна ситница. Овие детали, точната година на раѓање, името на сопругот, должината на животот, дури и варијантата на името, ја прават приказната толку реална. Песната ја гледаме како замрзнат момент на младешка љубов и копнеш, ама зад неа стои цел еден проживеан живот. Да. Чија приказна всушност раскажува песната повеќе, на Благуна или на Аце? Тоа е одлично прашање. Иако Благуна е централниот лик, песната можеби повеќе го отсликува чувството на Аце. Неговиот копнеш, неговата невозвратена љубов. Таа е објектот на восхит, да, ама песната станува споменик на неговата емоција. Тој што страдал,
Така некако. Благуна продолжила со својот живот веројатно и несвесна дека еден момент од незината младост ќе биде овековечен во песна што ќе се пее со децении. Ова ни покажува како песните можат да зачуват и да пренесат многу лични, минливи чувства, давајќи им трајност што инаку не би ја имале. Одиме кон една понова, но можеби и најпозната песна која стана синоним за македонската убавина. Македонско девојче. Апсолутно. Оваа песна ги надмина сите граници. Препеана е на кој знае колку јазици. Се слуша на секаде низ светот. Која е незината приказна? Сигурно има интересна приказна. Татко на оваа песна, како што често го нарекуваат, е легендарниот Јонче Христовски. Но моментот на создавање е изненадувачки интимен. Според изворот, песната настанала во 1964-та. Што се случило тогаш? По повод првиот роден ден на Невенка, ќерката на познатата пејачка Виолета Томовска. Навистина? Да, со која Христовски бил близок пријател и соработник. Значи, не настанала како нарачка или со некоја голема цел. Туку како подарок. Точно, како подарок за мало девојче. Прекрасно. Прв пат ја извеле Виолета Томовска и Кирил Манчевски. Веројатно токму на таа роденденска прослава. Ова е прекрасен пример како нешто создадено од многу личен, семеен повод може да ги надмине тие рамки и да стане општо прифатено, речиси архетипско дело. Да. Што е тоа во оваа песна што и даде таква универзалност? Па може би и комбинација од прекрасната мелодија на Христовски и текстот. Текстот што успева да долови една идеализирана, ама многу привлечна слика на македонската девојка. Убава, вредна, горда. Слика со која многумина можеле да се идентификуваат? Да, или кон која се стремеле. Јас лично сум ја слушнал во најнеочекувани ситуации, во странства, и секогаш предизвикува некаква посебна емоција кај нашинците. Верувам. И приказната не застанува тука. Изворот споменува еден интересен круг што се затвора. Кој? Години подоцна, сопругот на Невенка, за која песната првично била напишана, Зоран Росоманов, направил современо реиздание на песната, токму како роденденски подарок за неа. Сериозно? Да, ова додава уште еден слој на значење. Покажува како песната продолжува да живее и да се преобликува. Не само во културниот простор, туку и во интимната историја на семејството од кое потекнала. Неверојатно. Од роденденски подарок до национален символ и назад. Баш така. Е сега, подгответе се за една приказна што звучи како сценарио за филм. Охо! Песната е «Налеј, налеј», а главните ликови се никој друг, туку солунските атентатори. Гемиджиите. Да, младите револуционери анархисти, познати како гемиджии. Изворот не носи во Париз, март 1903 година. Париз 1903, пред атентатите. Точно. Непосредно пред да ги извршат познатите атентати во Солун, минирањето на Отоманската банка, францускиот брод Гвадалкивир и други објекти, дел од гемиджиите престојувале во Париз. Се собирале во една мала коноба наречена Ламатен. Ламатен утро. Ламатен. И таму. Таму се спријателиле со собственичката, убавата французинка по име Мадлен. Мадлен. Атмосферата сигурно била напната, полна со тајни планови. Можеме само да замислиме. Млади идеалисти, далеку од дома, во срцето на Европа, коваат планови што ќе го потресат светот. И во таа коноба, тие често ја пееле токму оваа песна на Мадлен. Да, ама со малку изменет текст. Како? Налеј, налеј, Мадлен, од црното вино, и ние право имаме да живееме. Леле! Зборови што добиваат посебна тежина, знаејќи ја нивната судбина. И не само што и пееле. Според изворот и разговарале со неа за тешката состојба во Македонија под османлиска власт. За нивната цел да го свртат вниманието на Европа кон македонското прашање преку радикални акции. Изборувале отворено со неа. Очигледно имале доверба. Пред да заминат од Париз за Солун и рекле на Мадлен дека за нивните дела наскоро ќе се слушне надалеко. Колку морничаво предскажување. Навистина. И навистина се слушнало. По експлозиите во Солун во април 1903, вестите стигнале и до Париз. Мадлен читала во весниците за акциите и за младите македонци кои стоеле зад нив.
од кои повеќето загинале или биле уапсени. Според приказната, таа се посомневала. Дека се нејзините пријатели. Да, дека станува збор за нејзините пријатели од конобата. Му пишала на францускиот конзул во Солун. И Никогаш. останала сама, водејќи ја конобата до низината смрт во 1939 година. Гостите ја познавале како дамата што никогаш не се насмевнува. Хе-хе. Леле, а таа до крајот на животот го чувала споменот на младите македонски револуционери и нивната песна. Ова е веројатен спој на лична трагедија и голем историски настан. Судбината на една обична париска конобарка станува нераскинливо поврзана со македонската револуционерна борба. Да, Нејзината тага станува тифок сведок на жртвата на гемичиите. Ама, како воопшто дознаваме за оваа приказна толку години подоцна? па тоа е можеби најневеројатниот дел. Приказната стигнала до нас по сосема случаен пат, речиси 90 години подоцна. Како? Кон крајот на 1990-тите, професорот од Велес, Веле Алексовски, за време на еден престој во Страсбур случајно сретнал млада мароканка Жан Бернанже. Мароканка? Да, таа истражувала за судбината на мароканските војници кои се бореле на Македонскиот фронт во Првата светска војна. И каква е врската тука? Врската е што Жан Бернанже, при едно од нејзините истражувачки патувања во Париз, престојувала токму во пансионот кој некогаш бил конобата Ламантен. Не. Во истата зграда. Да, таму стариот собственик, кој бил внук на Мадлен. Внук на Мадлен? Да, ја раскажал семејната приказна за неговата тетка, за македонците, за песната и за незината тага. Неверојатно. Каков синџир на случајности и поврзаности низ времето и просторот. Од Париз 1903, преку Солун, па до Страсбур и Велес во доцните 19-ти. Токну така. Значи, Жан Бернанже му ја пренела приказната на професорот Алексовски? А тој ја споделил со новинарот Никифор Смилевски, кој конечно ја запишал и објавил. Фасцинантно. Ова е пример за тоа како историјата и личните приказни патуваат по најнеочекувани патишта. И како понекогаш само среќни околности овозможуваат да се сочуваат вакви фрагменти од минатото. Да. Покажува како големите историски настани одекнуваат во животите на обични луѓе, на најнеочекувани начини. Остануваме во Велес за уште една драматична приказна. За љубов, пркос и традиција овој пат со песната се посврши Сербез Донка. Аха, Сербез Донка. Сербе значи и слободна, смела, пркосна и токму таква била Донка Јаричкова, убавица од Велес од почетокот на 20 век. Значи, името й одговарало. Изгледа да. Донка била влюбена во Миле Ивчев, сиромашен, но личен кондураджија. Меѓутоа, незиниот татко Пецко, како што било обичај во тоа време, имал други планови. Сакал да ја омажи за богат човек од соседното Башино село. Класика. И ја свршил без нејзино знаење и согласност. Класичен конфликт меѓу родителските амбиции и желбите на срцето. Но Донка не била спремна лесно да се предаде. Штом била Сербез? Точно. На самиот ден на свршувачката, додека свршеникот и неговите гости веќе биле во куќата, Што направила? успеала тајно да му прати порака на својот сакан Миле. И тој? Тој веднаш собрал неколку другари и дошол под нејзиниот прозорец. Ја прекачиле преку високиот зид на куќата. Ја украл. И Донка и Миле избегале заедно. Леле, каква сцена. Можам да го замислам скандалот и срамот за семејството во тоа време. Да, бегство на денот на свршувачката. Тоа барало огромна храброст од Донка, особено во такво општество. Да. Но драмата не завршила тука, нели? Сигурно не. Таткото? Таткото Пецко бил длабоко повреден и посрамотен. Не сакал да чуе за помирување. Тврдоглав. Одбивал да им прости на Донка и Миле. Дури и кога им се родил син Јованче, дедото останал тврдоглав. Дури и со внучето? Да. Изворот раскажува една многу сликовита сцена на празникот Прочка, денот кога традиционално се бара и дава прошка, нели? Донка и Миле дошле кај таткото со малиот Јованче. Да бараат прошка? Да. Како што е обичајот,
му подавале чоканче со ракија, но Пецко во својот бес ги кршел чоканчињата едно по друго. Уф, напната ситуација. Што конечно го скршило тврдоглавиот татко? Тука доаѓа пресвртот. Речи си како во народните приказни. Миле Ивчев во еден момент, наместо стаклено чоканче, му понудил на Пецко бакарно ѓумче полно со ракија. Бакарно ѓумче, што не се крши? Токму така. Истовремено му го ставил внукот Јованче во скутот. Аха. Пецко се обидел да го скрши и ѓумчето, ама не успел. Во тој момент, гледајки го некршливото ѓумче и внукот во својот скут, конечно попуштил. Конечно. Изворот ги пренесува неговите зборови. Ова не се крши ѓумче, а уште помалку внук. Такви зборови. И така, конечно им простил. Прекрасен расплет. Символиката е толку силна. Нераскинливата врска со потомството, со крвта, надвладува над повредената гордост и строгите општествени норми. Токму така. Приказната е речиси како мала театарска представа, со јасен заплет, кулминација и расплет. Таа ни зборува за судирот меѓу традицијата, договорени бракови, татков авторитет и индивидуалната желба, љубовта и изборот на Донка. Да. Но и за крајната моќ на семејните врски и помирувањето. А фактот што оваа приказна е запишана од новинарот Никифор Смилевски, директно од кажувањето на Богде, синот на Донка и Миле, Синот? да, синот раскажал, тоа и дава посебна тежина и автентичност. Добро, завршуваме со уште една песна од Велес, која не враќа во секојдневниот економски живот на градот од пред веки половина. На којник дуќан да имам. Којник. Којник, како што дознаваме од изворот, бил значајна населба и чаршија во Велес во тоа време. Важно место било. Приказната се случува во 80-тите години на 19 век. Во тој период Велес бил важен трговски центар, а особено биле барани житото и прочуениот велешки афион. Афионот, да. Афионот не се користел само локално, туку и како суровина за опиум, меѓу другото и за потребите на војската на Отоманската империја. На Којник имало многу меани и дуќани, а тоа било и место каде се собирале аргатите, сезонските земјоделски работници во потреба по работа. Пазар за труд. Да, најпозната била меаната на некој си Нато, кого го викале Нато кралот, поради неговата дарба за раскажување приказни. Нато кралот, добро име. И токва една случка поврзана со ангажирањето на аргати за берба на афион станала инспирација за песната. Од берба на афион? Да. Во тоа време имало големо ривалство меѓу чорбаджиите, богатите трговци и земјопоседниците, кој ќе обезбеди повеќе и подобри работници за жетвата. Песната опишува конкретен настан. Кој? Еден чорбаджија, по име Петре Витанчето, сакал да го надмудри својот ривал Јован Спасев. Како? Со пазарна тактика, би рекле денес. Точно. Петре Витанчето отишол на Којник, каде што се собирале аргатите, и јавно понудил повисока дневница. Повисока? Да, цела дневница и половина. Ама, само за младите моми и невести. Аха, само за младите? Со цел да ги привлече кај себе. Постарите жени останале да работат кај Јован Спасев за редовна дневница. Хитро. Оваа поделба и понуда предизвикала интерес и коментари во чаршијата. Верувам. И дали тактиката му успеала на Петре? Платил повеќе, ама дали добил повеќе? Па според приказната, иако платил повисока цена по работник, Петре Витанчето не само што не загубил, туку можеби и профитирал, бидејќи младите аргатки биле побрзи и повредни, па сработиле повеќе од постарите жени за истото време. Значи му се исплатело. Да, оваа случка, еден вид локална економска анекдота за надавање и конкуренција, останала запаметена и преточена во песна. И оваа приказна е запишана од Смилевски? Да, повторно Никифор Смилевски, овој пат според кажувањето на Невена Натева, која била потомок на оној Нато кралот, меанџијата од Којник. Од потомок на сведок. Фасцинантно е како една ваква, релативно обична епизода од локалниот економски живот може да стане тема на народна песна.
Што ни кажува тоа? Не кажува многу. Покажува дека народното творештво не се инспирира само од големите љубови, херојските дела или трагичните настани. Не само драма. Не, тоа е и огледало на секојдневието, на социјалните и економските односи, на маалските случувања, дури и на пазарните тактики. Оваа песна е вреден документ за животот во Велес во 19 век, за значењето на афионот, за аргатскиот труд. За улогата на жените во економијата. Точно, за ривалството меѓу богатите и повторно директната врска со потомците на сведоците, како Невена Натева, и дава кредибилитет на преказната. Какво патување направивме денес? Од Охридската Билјана и незината средба со винарите. Преку илинденскиот восхит на Ѓурѓа, несрекната љубов на Аце кон Благуна, роденденскиот подарок што стана македонско девојце, Париската тага на Мадлен за гимиджиите. пркосот на Сербес Донка, па се до пазарната конкуренција на Којник. Неверојатно е колку живописни и човечки приказни се кријат зад овие толку познати мелодии. Навистина, овие извадоци ни покажуваат дека народните песни се многу повеќе од само стихови и музика. Тие се живи архиви, кодирани записи на искуства, емоции, историски моменти и човечки судбини. Да, Тие се начинот на кој една заедница го памети своето минато и го пренесува на следните генерации. Честопати зачувувајќи детали што инаку би биле одамна заборавени, како имињата на другарката на Ѓурѓа или брати. точно. И сето ова не подсетува дека зад секоја песна што ја слушаме, зад секој стих што го подпевнуваме, може би се крие цел еден свет, цела една приказна што чека да биде откриена. Или барем почувствувана. Тукмо така. И може би не остава со едно прашање за размислување. М. Ако овие приказни биле речиси загубени и само случајно или преку посветени собирачи се зачувани, колку други слични приказни врзани за песни, обичаи, места, исчезнале за секогаш. Застрашувачки е да се помисли. И уште поважно, кои се приказните што се создаваат денес? Кои денешни настани, емоции, ликови, големи или мали, би можеле да станат инспирација за песните на утрешнината? Дали воопшто ќе станат песни? Ете, тоа е прашањето. И како ние денес ги чуваме и пренесуваме нашите собствени колективни сеќавања во ова дигитално време? Тоа е нешто за што вреди да се подразмисли.